Почитувани, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Јас сум Бојана Димитриевска. На полноќ истекува рокот за пријавување на кандидатските листи за пратеници. Од Државната изборна комисија дел од партиите веќе ги доставија своите листи со кандидатите за народни избраници. Вечерва во отвореното студио на телевизија Нова за тоа што не чека, како и за кандидатите за пратеници, разговараме со професорката Тања Каракамишева. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и добро ве најдов. Професорке, истекува рокот, течат роковите кои ги зададе Државната изборна комисија во однос на предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември. На 20 ноември почнува кампањата. Ајде на почеток, каква кампања очекувате со оглед на тоа што, иако официјално не е започната, партиите се веќе влезени во кампања, постојано се на терен, што може да очекуваме како што наближуваат изборите, барем јас очекувам дека атмосферата ќе се вжештува. И јас искрено се надевам дека вжештеноста нема да ги удри во глава политичарите до крај, затоа што политичарите мора да водат сметка и на политичкиот вокабулар кој што го користат, бидејќи и покрај тоа што секоја политичка партија пред избори сака да внесе поголем жар во кампањата и сака да даде, би рекла, што е можно повеќе ветувања за да зграби што е можно повеќе гласови, сепак мора да се води сметка за квалитетот, но и за, би рекла, стандардот на изборната кампања, во смисла на тоа да не биде премногу негативна, премногу валкана и премногу полна со фрази, со тези, со концепти кои во моментов не се прифатливи за мнозинството граѓани на Република Македонија. И покрај тоа што изборната кампања не е започната, ние имаме еден предизборен период, нели, во кој многу од политичарите веќе се истрчаа на политичката сцена со своите политички адути, односно со своите предлози, што и како планираат да прават со државава во периодот, нареден период доколку ги добијат изборите. И имаме фактички две различни концепта на кампањи и две различни видувања за тоа каде треба Македонија и како треба Македонија да се гради во наредниот период. Имаме една кампања која што ја води опозицијата, би рекла веќе во континуитет 2 години. Предизборна кампања која што е полна со деструкција, со негативни фрази, но и со негативно делување, кое јас ја поврзувам заедно со шарената револуција и со се она што го видовме на терен. Се она што ни се случи како едно негативно, би рекла, искуство, се надевам дека нема да се повтори и покрај тоа што гледаме дека револуционерите во светот се живи, оние шарените револуционери, се надевам дека работите во Македонија веќе нема да одат во таа насока, дека целото лудило помина, и дека едноставно работите треба да се канализираат во еден многу понормален политички тек од оној кој што го видовме особено во летните периоди, периодот на бумот на шарената револуција. Исто така видовме една доста голема деструктивност и во делот на политички понуди кои што, како што кажав, не се прифатливи за македонските граѓани. Лидерот на СДСМ Заев на вистина во овој период делува како каскадер политички, но не во својата храброст, значи не во позитивна смисла каскадер, туку во негативна смисла. Човек кој што знае многу често да се излета на политички терен, па дури нели во јавноста, без дури мислам дека не ги консултира своите партиски, би рекла, со партици или своите луѓе блиски до него, често пати знае да излета со некои тези, со некои идеи кои апсолутно се неприфатливи, дури мислам и за поголемиот дел од членството на СДСМ. Ова одговорно го тврдам затоа што во контакт сум со многу луѓе кои што се симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз и тие се буквално вчудоневидени од тоа што го слушаат и од тоа што го читаат од нивниот лидер.
И тие тврдат дека ниту на централен, ниту на извршен одбор на партијата не се разговара за овие теми, кои што ги пласира Заев во јавноста, посебно околу двојазичноста, околу редефинирањето на државата и така натаму, и дека едноставно тоа е се негов изум, и најверојатно во она негова замаеност дека се работи за човек месија во Република Македонија, дека ќе не спаси спасителот или исцелителот од Муртино, дека ќе не спаси од цела ова политичка криза, мислам дека и таму ја глуми таа месијанска улога, дека тој ќе биде спасителот на Социјалдемократскиот сојуз и дека ете само што не започнала големата победа на СДСМ. Многу луѓе таму се разочарани од тоа како се води политиката во оваа партија и јас мислам дека на крајот целата ова несериозност и политички пазарлук кој што го прави Заев ќе му се удри по глава, но тој нели веројатно сакајќи да удри по Груевски посилно, веројатно и како кармата ќе се врати посилно во неговата глава и на по неговата политичка кариера. Така што тоа е едната димензија на кампањата. Другата димензија е онаа која што ја тера ВМРО ДПМН со коалиционите партнери. Мислам дека многу добро се поставени во делот на тоа како да одговорат на сите тие предизвици поврзани со негативната кампања. Има добра доза, би рекла, поставена во однос на тоа со кој интензитет треба да се врати, но да не се загуби патот на позитивната кампања и она со кое што ВМРО ДПМН е препознатлива на политичка сцена. Од една страна, значи, ВМРО ДПМН навистина има доста силни контраудари, но со факти, со аргументи, не се спушта нивото на политичка игра под она црвена линија која што ја има ставено ВМРО ДПМН, а сепак ја тераат, ја туркаат позитивната кампања која што всушност нив им е победничка. ВМРО ДПМН навистина во овие десетина години направи промени во државата кои што се вредни за почит и кои што се вредни да бидат ставени на пиедестал. Да не се губи време со негативна кампања, рекла казала муабети или не знам да се ловат тезите на Заев, тезите на Шекерински и така натаму, и покрај тоа што пак ќе кажам делот од тој концепт се задржува, значи ево игра и тоа, но 80% од кампањата е посветена на она што ние направивме за државата, што ние направивме или што можеме да понудиме ново на македонските граѓани, се со цел да ни биде добро на сите. Да имаме нови проекти, нова енергија и нова свежина на политичката сцена, која што ќе го привлече вниманието на македонскиот граѓанин. Бидејќи на сите во државата, вклучително и на ВМРО ДПМН им е јасно дека со празни флоскули и фрази не се живее, дека нив не можеш да ги ставиш на софра и да јадеш од нив, туку едноставно треба да се занимаваш и посебно политичарите се обврзани да се занимаваат со теми кои се екзистенцијални, кои се суштествени, суштински за животот на секој еден од нас и само на тој начин да дојдат до што е можно поголем број на гласачи. И тоа многу добро го прават. Мислам дека така треба да продолжат и така ќе продолжат веројатно во изборната кампања. И имаме, би рекла, еден трет круг или трет вид на кампања која што ја тераат албанските политички партии. Тука би ги ставила сите, би рекла, на купче, затоа што меинстримот на политичкото делување на сите политички партии од албанскиот блок е ист. Идеите кои што постојано се ставаат на тапет околу двојазичноста, околу ротациониот премиер, околу можноста за дводомно собрание, околу можноста да се има председател на собрание или председател на држава, околу поголема автономија на општините и така натаму е прашања кои што веќе сме ги слушнале, би рекла еден веќе виден политички фолклор кој го употребува или кој го користи
албанскиот блок се со цел да биде актуелен во својот дел од електоратот. Новина во цела оваа работа е што сега имаме еден нов голем албанец меѓу македонците кој што сака да преземе дел од нивното гласачко тело и тоа може да се опише нели како една новина, но и една свежина во политичката кампања и во изборната кампања на овие избори. Меѓутоа мислам дека работите таму се традиционално поставени. Господинот Зоран Заев колку и да се обидува да добие политички поени и да ги привлече албанците да гласаат за СДСМ, тоа нема да се случи, бидејќи едноставно тука традицијата игра голема улога и јас не верувам дека дури и неговите пулени кои што се ставени на партиските листи од редот на албанската етничка заедница, мислам дека нема да успеат да привлечат ништо, би рекла, ништо повеќе од само неколкумина албанци кои што би гласале за оваа партија. На темата двојазичност ќе се навратиме малку подоцна. Колегата Михајло Видимлиски, кој е во Државната изборна комисија и чека партиите да ги достават листите, чека вклучување. Михајло, доколку се слушаме, кои се последните информации, дали има некои новини, кои се партии досега ги доставија своите избирачки листи, кои кандидати ќе се тркаат за пратеници на предстојните предвремени парламентарни избори? Бојана Премилко оде во Државната изборна комисија пристигнаа представници на партијата на Зијадин Села, Унитети и НСДП. Со тоа е 11-тата партија кои што досега доставија кандидатски листи за пратеници на предвремените парламентарни избори на 11 декември. Како одминува времето, како истекува рокот, се пораздвижено овде во Државната изборна комисија. Меѓутоа, што се однесува до тоа кој со кого ќе ги одмери силите во однос на партиите од македонскиот политички блок, останува неизвестно, во очекување својата листа со кандидати да ја достави и владеачката ВМРО ДПМНЕ. Коалицијата за промени и правда, ПДП, ДПА, СДСМ, Левица, Либералната партија, ДУИ и СДСМ, како и движењето БЕСА, се оние кои што досега ги доставија своите листи со кандидати за пратеници за изборите. Изјави досега дадоа само представници на СДСМ, Левица и БЕСА. Да ги слушнеме овде нивните изјави. Левица, согласно своите можности и проценки, стратегиски оди во 5 изборни единици. Во првата изборна единица носител е Димитар Апасиев, универзитетски професор по право и долгогодишен активист за социјална правда. Во втората носител е доцент доктор Трајче Стојанов, универзитетски професор и еден од највлијателните колумнисти. Третата изборна единица ја предводи жена Марија Џонс, една од најактивните активистки на протестите за хонорарците и на серија други протести изминативе години. Четвртата изборна единица ја предводи Митко Николов, еден истакнат еколошки активист, бидејќи зелената заштитата на животната средина е високо на нашата агенда. И во петата изборна единица носител е доктор Здравко Савески, доктор по политички науки, синдикалец и долгогодишен активист за работнички права. Во овој момент во Државната изборна комисија ги носиме листите на кандидати за пратеници на коалицијата предводена од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е листа на кандидати, која што е победничка листа на кандидати. Тоа е листа на кандидати која што е усогласена со граѓаните на Република Македонија. Тоа е листа на кандидати која што е одобрена од највисоките партиски тела на коалицијата. Листите, согласно законскиот рок определен во изборниот законник, ги носиме благовремено. Доцна сметаме кога би ги носеле после законски определениот рок. Апсолутно немаме никакви проблеми, ниту од страна на оверувањето од страна на судовите. Благодарност до судовите затоа што излегува во пресет и со целиот свој тим, да речеме, подпомогнаа да сите тие уверенија што беа неопходни за да се комплетираат документите ни ги издадува. Овие се првите избори на движењето БЕСА кои ќе се надпреваруваат во парламентарните предвремени избори. Ова представува голема одговорност за нас како БЕСА за граѓаните на Република Македонија. Ние ќе се надпреваруваме во 4 изборни единици, во првата, втората, петата и шестата изборна единица. Представители на изборните единици ќе бидат Зечира Ибраими на првата изборна единица, Африм Гаши на втората изборна единица,
Арбен Лабуништи на 5-та изборна единица и председателот на движењето Беса Билјал Касами на 6-та изборна единица. Доколку се слушаме, денеска истекува рокот и за доставување, односно за пријавување на оние граѓани кои живеат во странство, се граѓани на Република Македонија. Колку од диаспората досега се има пријавено за гласање на овие предвремени парламентарни избори? Имаме ли конкретна бројка од Државната изборна комисија? Така е, Бојана, до вечерва на полнок истекува и рокот за пријавување на гласачите од диаспората според последните информации од Државната изборна комисија. 20.293 пријави пристигнале до преку веб апликацијата на Државната изборна комисија, над 18.000 од нив се прифатени. Истекува рокот и за ажурирање на гласачкото право на оние од спорните речиси 29.000 гласачи, од кои околу 1.500 се пријавени. Истекува рокот на полнок за доставување на кандидатските листи, како што кажав овде во Државната изборна комисија, се уште пристигнуваат претставници на партиите и ги доставуваат своите листи. Во Државната изборна комисија те очекуваме да побараш вклучување кога некоја следна партија ќе ги достави кандидатските листи со пратеници. Ти благодарам за сега. Ние продолжуваме со разговорот со професорката Тања Каракамишева. Професорке, колегата Михајло Видимлиски спомена дека досега од диаспората се пријавени нешто над 20.000. Колку пратеници би можеле да донесат? Може ли да се направи некаква пресметка? Од моите официјални информации што ги добив од Државната изборна комисија пред отприлика 10 на дена, таму официјални лица ми кажаа дека основниот минимум за да се освои пратеник од диаспората се 7.525 гласа. Но она што од медиумите успеав да го разберам е дека минимумот е 6.400 гласа. Сега треба да се види кој е во право, но доколку е 6.400 најнискиот праг, во тој случај можно е да се успее да се добијат и тројца пратеници, затоа што вториот се избира со двојно поголем број од оно што е со најмалку гласови и тројно поголем број од оно што е со најмалку гласови. Значи, од прилика би можеле да очекуваме дури и тројца, меѓутоа мислам дека се сигурни двајца од диаспората. Во исчекување на листите од ВМРО ДПМН па да ги прокоментираме нивните кадровски решенија, Социјалдемократскиот сојуз ги промовираше кандидатите за пратеници на Конгресот, кои предизвика и големо незадоволство во опозицијските редови. Ги видовме кои се носители на листи. Опозицијскиот лидер Зоран Заев ќе предводи четворката, во шеската оди Петре Шилегов, портпаролот на Социјалдемократскиот сојуз. Исто така се појавува како носител на листа и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Споменав големо незадоволство предизвика овие листи со оглед на тоа што истакнати опозиционери кои беа едни од најгласните во претходниот парламентарен состав не се најдоа на листите. За сметка на тоа место на овие листи добија активисти од Чарената револуција и исто така од студентскиот пленум. Како ги коментирате вие овие кадровски решенија? Опозицијскиот лидер Зоран Заев верува дека ова се победнички листи. Добро, нормално дека мора да верува дека тоа му се победнички листи, затоа што како би поинаку би ги убедил граѓаните дека тие ќе бидат победници на изборите. Ја не го делам оптимизмот на ниту на Заев, ниту на раководството, ниту пак на сите луѓе кои што се наоѓаат на листите, затоа што прво сметам дека опозицијата ќе има дефинитивно проблем со добитните места. Затоа што гледам дека се зборува дека 5-то, 6-то место на листата е добитно. Тука не би одела со калкулации на добитни или недобитни, бидејќи на крајот граѓаните се тие кои што ќе определат кои се добитни, а кои се недобитни места. Но она што може како генерална обсервација да се направи во однос на листите на СДСМ е дека Социјалдемократскиот сојуз дефинитивно се откачува
од она старо членство кое што на некој начин беше најборбеното и донесе, би рекла, најголем можеби и успех на политичката партија, особено во периодот на Бранко Црвенковски, кога нели голем дел од тие членови кои што беа најблиску до лидерот на СДСМ, фактички беа и најборбените и оние кои што беа заложници за каузата на Социјалдемократскиот сојуз или за терање на социјалдемократската идеологија. Со доаѓањето на Заев на начело на партијата се промени многу во тој дел, многу кадри кои што беа искусни, кои што беа препознатливи за јавноста и кои на некој начин има своји вредности, нели преку своите кариери и така натаму. Тие луѓе некако се тргнати скрос на страна и Заев почна да игра со некои нови луѓе кои што ги донесе од ваму, од таму и нели почна да игра со нив, односно да креира политики со нив. Секој лидер, секоја политичка партија има легитимно право да одлучува кои луѓе ќе ги задржи, со кои луѓе ќе игра, кои луѓе ќе му бидат најблизок соработнички кадар на лидерот, но се добива впечаток дека Социјалдемократскиот сојуз си ги губи своите најискрени поддржувачи, но и своите партиски војници, кои што малте постојано беа на терен, постојано ги промовира политиките на партијата и едноставно живееја со партијата. Колку да сака лидерот сега на СДСМ да убедува или да ги убедува нив дека тие не се заборавени, го слушав на 24 анализа, дека тој кадар не е заборавен и дека ќе биде вратен во игра кога извршната власт ќе треба да се екипира и така натаму, се добива впечаток дека лидерот на СДСМ ги пушти низ вода овие стари искусни политички кадри на Социјалдемократскиот сојуз и дека едноставно тука веќе е скршена вазната и дека не знам колку ќе може сега во однос на довербата помеѓу раководството ново и старото членство да се залепат работите и повторно да се тера како ништо да не било, бидејќи знаете, без разлика што во политиката емоциите треба да си ги заборавите дома, сепак некои релации се градат и токму преку тие човечки емоции, нели, преку довербата е пред човечка, лична емоција. Така што тука има многу измешани работи и мислам дека можеби треба да помине време да може сето тоа да профункционира повторно како што треба. Во однос на присуството на луѓе кои што се аутсайдери, кои што не се членови на СДСМ, ако политички ги следите сите настани во Република Македонија, посебно 2 години на политичка криза, можеше да се очекува ваков развој на настаните или ваква завршница, бидејќи беше јасно од самиот почеток, ако не можеби на сите, меѓутоа на оние што политички ги анализираат настаните, дека шарените револуционери имаат поддршка од Социјалдемократскиот сојуз. Не само на крајот, кога нели и Заев и Шекеринска излегоа пред Министерството за правда и тие се приклучија кон канонадата со боја упатена кон Министерството за правда, туку и многу порано од тоа беше јасно како бел ден дека тие револуционери се во дослух, се во секојдневна координација со Заев и со Шекеринска, посебно со Шекеринска, исто како што СЈО е во координација со оваа политичка партија. И покрај тоа што се глумеше политичко лудило и покрај тоа што се негираше некаква координираност и поврзаност, јасно беше дека таа поврзаност е видлива, нели, и дека постои и дека таа хемија се чувствуваше во воздухот. Зошто? Социјалдемократскиот сојуз како да скршна од партијата од политичката патека на водење на позитивна кампања, уште од времето кога Бранко Црвенковски веќе се почувствува дека нема енергија и дека нема сила да направи пресврт ниту во партијата, ниту на теренот на победа, да го победи ВМРО ДПМН. Бранко се откажа од идејата,
да направи внатрепартиска силна реформа, која што ќе го смени имиџот на партијата и која што ќе наметне еден нов стил, еден нов начин на водење на политичката партија, но и воопшто на водење на политиката во државата. Со доаѓањето на Заев тоа уште повеќе се издраматизира. Едноставно, каде што застана Бранко Заев продолжи во негативна смисла и она што може да се забележи за владењето на Зоран Заев е дека тој се обкружува со луѓе кои се деструктивци, кои се поврзани со многу, би рекла, подземни активности, се стана малтене прв другар со криминалната структура, со онаа структура од која што нели сите нормални луѓе бегаат, тој малтене стана главен пајташ со нив во политичка смисла и започна една нова ера на декаденција внатре во Социјалдемократскиот сојуз. Луѓе кои што биле докажани со својата честност, со својата професионалност, почнаа да се повлекуваат и почнаа на некој начин и да игнорираат оваа политичка опција, а луѓе кои што се докажани со криминални досиеа, со поврзано со подземни структури не само во државата, туку и во регионот, станаа главни играчи или главни соиграчи со Заев, што навистина внесе или удри еден негативен печат врз оваа политичка партија, дека едноставно го губи политичкото тло и ја губи сериозноста и сериозниот карактер на своето политичко делување. Дополнително со вклучувањето на овие шарени револуционери на пратеничките листи, фактички се демаскира целата таа стратегија, пред се платеничка стратегија, која што јас тврдам дека е подготвена од надвор како сценарио, се со цел да се дестабилизира државата, но и да се уништи ВМРО-ДПМН како владеачка политичка партија, но и како суштествена, би рекла, политичка партија на македонското политичко ткиво. Така што интересно е како е можно, значи јас не спорам политичка партија да соработува со коалиција на граѓани, никој тоа не го спори. Но како е можно да ги одберете сите оние репрезенти на тие така наречени граѓански активисти кои беа највалканите играчи во шарената револуција, оние кои со толкава омраза во лицето удираа со боја врз националните спомен обележја на македонската држава, врз македонските институции, врз сите оние обележја кои што ја чинат македонската историја и македонската традиција тоа што е. Врз оние сегменти, би рекла, од македонската историја кои се дел од нашето македонско ткиво, но и се дел од нашиот идентитет. Навистина не можам да разберам како тие луѓе, најгласните, највулгарните, најполни со злоба, полни со омраза кон она што го гледаат пред себе, како национално обележје, како спомен обележје на македонската нација и држава, го поганија, го избербатија до крај, го едноставно уништија со тие бои, символично фрлајки врз македонската историја и врз македонската политичка традиција. Тоа е нешто што не можам да го разберам и тие главни лидери, јунаци, сега најдоа своје место во партиските листи на СДСМ и сега тие луѓе заедно со Социјалдемократскиот сојуз сакаат да ни се представат како иднина на државата, како луѓе кои што ќе знаат да создадат нешто во државата. Извинете, вие се покажавте како главни рушители на државата и на она што представува културен идентитет на Република Македонија. Не можете вие да зборувате за позитивни проекти или за позитивна иднина која може да ни ја создадете или да ни ја наметнете како визија за државата. Професорке, што току добив информација, кои се носителите на листи од ВМРО-ДПМН, би сакала да ги прокоментираме. Никола Поповски ќе биде носител на листа во изборна единица 1, Никола Тодоров носител на листа во изборна единица 2, Илија Димовски носител на листа во изборна единица 3,
Никола Груевски носител на листа во изборна единица 4, иако ова чинам не беше очекувано, значи сепак ќе се соочат со Заев. Антонио Милошовски, носител на листа во изборна единица 5, Владко Ѓурчев, изборна единица 6. Ова се првични неофицијални информации до кои дојде телевизија Нова. Дали за вас беше очекувано лидерот на ВМРО ДПМН да се најде како носител на листа во изборна единица 4? Барем јас не го очекував тоа, очекував дека ќе беше како и претходно носител на листа во изборна единица 1. Ја велам политички многу добро одиграно, очекувано, но и мудро, затоа што на двете најголеми политички партии треба да се сретнат. И треба да се сретнат во иста изборна единица и да си ги измерат и силите, да си го измерат рейтингот на терен. Бидејќи Заев одлучи да отиде во изборна единица 4, добро е што лидерот на ВМРО ДПМН одлучи да го следи и да му се придружи во политичката конкурентност и во политичкото наметнување и, ако сакате, политичкото представување пред граѓаните кој што има да понуди. Бидејќи Никола Груевски каде и да се појавеше, на која изборна единица да беше ставен или да одлучеше политичката партија да го стави, мислам дека немаше да сгреши, но ова е вистинскиот потек кој што се направи од страна на ВМРО ДПМН, бидејќи на вистина на Македонија и е потребно соочување на лидери. И се надевам дека ќе се видат и на дебата, и на меѓупартиски или меѓулидерски двобој, каде што ќе видиме кој со што ќе се представи пред граѓаните, кој што има да каже во врска со понудата која што им ја дава на граѓаните. Се извинувам што ќе ве прекинам, но што туку објави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски статус, токму за ова што ние го говориме, зошто не во изборна единица 1, туку во изборна единица 4. Како кандидат за премиер го очекував во изборна единица 1, вели Груевски. Не дојде. Во 2014-та го немаше ниту на една листа. Сега ја одбра 4-та изборна единица. Затоа јас решив да ја предводам изборната единица која тој ја одбра. Освен што цела Македонија ќе треба да се одлучи за премиер помеѓу нас двајцата, граѓаните во четворката ќе имаат можност и директно да одберат помеѓу мене и него. Време е заедно со народот да го соочам со реалноста и директно да го победам, вели Груевски. После се што се случи, да го добие одговорот на народот за тоа што и го направи на Македонија, напиша Груевски на својот Facebook профил. Како го коментирате? Тоа е тоа, да, значи нормално е да се очекува лидерите на две најголеми политички партии да сакаат да се соочат еден со друг. Ненормално би било да бегаат еден од друг, или барем едниот да бега постојано од другиот, како што гледаме дека Заев бега од господинот Никола Груевски. Вие мислите дека избега од кецот и затоа отиде во четворката, но дека сега Груевски му ги поматува сметките? Значи, Зоран Заев каде и да се појави, во која и да изборна единица да се појави, мислам дека нема да направи ништо. Значи, тој само си дава илузија пред себе и пред останатите дека ќе може да биде премиер на Република Македонија. Дури да има и директна американска помош со носење на кутии од Америка или од Британија или од каде сака, од Италија, директно да му донесат кутии со готови гласачки ливчиња, во корист на Зоран Заев, мислам дека работата повторно нема да биде во негова полза. Зошто? Затоа што граѓаните на Република Македонија не може никој да ги излаже со таков изборен резултат, со наместени изборни резултати. Значи, јас верувам во капацитетот на македонскиот граѓанин да знае да го процени политичкиот момент, кога треба да делува најсилно, кога треба најсилно да се здружи, најсилно да се поврзе и најсилно да делува во интерес на Македонија, на Република Македонија и на своите сограѓани. И токму затоа мислам дека овие избори не само што ќе имаат референдумски карактер, не само што ќе бидат плебисцит, народен плебисцит за тоа која политика ја поддржуваат и со која политика ќе се здружат, туку овие избори ќе бидат историска победа на ВМРО ДПМН, затоа што имаше доволно време да се види кое било сценариото, што била суштината и целта на тоа сценарио и како треба да го победиме тоа сценарио.
победата на сценариото е само со масовна излазност, но и со масовно гласање во корист на онаа коалиција на партии која што го штити интересот на државата и интересот на македонскиот граѓанин. Кога мислам македонски граѓанин, мислам на сите етникуми кои припаѓаат на оваа македонска нација. Не мислам само на македонскиот етнички македонски граѓанин, туку и на сите останати. Затоа што во ова сценарио требаше да бидеме вклучени или втурнати сите, брат со брат, сестра со сестра, да се потепаме. Среќа што до тоа не дојде, среќа што многу мудри политички чекори се направија, се со цел да се избегне тоа сценарио. Сега, кога е гранде финале, на 11 декември, ние мораме да покажеме дека само оваа држава е наша, единствена татковина, која што нема да ја дадеме било кому. И нема да ја дадеме за ниту една пара, за ниту еден интерес, за ниту едно столче, за ниту една идеја која што не е македонска. И тоа мора да ни биде јасно. Тоа е буквица. И затоа мислам дека каде и да се појавеше, да беше носител на единицата, двојката, шеската, господинот Зоран Заев ја нема поддршката од македонските граѓани. И она што е можеби најважно е што господинот Никола Груевски со, би рекла, очи во очи, ќе се соочи со својот политички опонент. Тој нема зошто да бега. Нема зошто да бега, затоа што сите адути, политички, економски, сите адути се на страната на господинот Груевски. Тоа е исто како да бегате од терен, фудбалски терен, каде што сте главен на мечот, каде што ги имате сите можни најдобри асови фудбалерски во својот тим, а да бегате од луѓе кои што се во трет тим, кои што играат во трето Гледаме разреден. и носителите на изборните единици се веќе проверени кадри. Тоа биле луѓе што и на претходните избори ги предводеле листите за кандидати за пратеници. Зошто ВМРО-ДПМНЕ се одлучува да оди на овие проверени кадри? Затоа што тимот што добива не се менува. Тимот што добива мора да го продолжи континуитетот на победата. Затоа што нема логика оној тим кој што ги направил сите овие добри работи, квалитетни работи за државата, нема само квалитетни работи, има нели некои пропусти, но грото на политичкото делување на ВМРО-ДПМНЕ е позитивно. Нема логика зошто да менувате тим кој што победува. Јас се надевам дека ќе има некои нови лица во партиските листи на ВМРО и на коалицијата. Тоа е добро, тоа е и нормално да се очекува. Но клучните фигури, оние кои што се носечките, би рекла, носечките луѓе на ВМРО-ДПМНЕ остануваат и понатака во игра. И не само што остануваат и понатака во игра, туку тие се едноставно можеби и најодговорните да ја понесат нацијата кон вистинскиот пат, затоа што тие ги имаат информациите од изворот, тие имаат многу повеќе информации од обичните граѓани, па дури и од нас експертите. Имаат информации што се случувало во Македонија, кои се играчи кои што сакаат да ја разнебедат државата, што се било ставено на маса како пазар, како понуда и така натаму. Така што овие политички фигури морат и понатака да останат столб на ВМРО-ДПМНЕ, но и столб на државата. И јас верувам во овие политички кадри, бидејќи се докажале многу пати досега дека се квалитетни, дека се успешни и дека знаат да тераат политика, посебно дека знаат во тешки моменти да се промовираат и да бидат цврсти луѓе. И луѓе кои што имаат упорност и позитивна енергија. Подготвен е Facebook статусот на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, ќе можеме да го погледнеме и на малите екрани и ќе го прочитам јас уште еднаш. Како кандидат за премиер го очекував во изборна единица 1, напиша Груевски. Не дојде. Во 2014-та го немаше на ниту една листа. Сега ја одбра 4-та изборна единица. Затоа јас решив да ја предводам изборната единица која тој ја одбра. Освен што цела Македонија ќе треба да се одлучи за премиер помеѓу нас двајцата. Граѓаните во четворката ќе имаат можност и директно да одберат меѓу мене и него. Време е заедно со народот да го соочам со реалноста и директно
директно да го победам. После се што се случи, да го добие одговорот од народот за тоа што и го направи на Македонија, напиша Груевски, откако се објавени носителите на листи на ВМРО ДПМН. Ги очекуваме да ги достават до Државната изборна комисија кандидатите за листите со кандидати за пратеници. Го очекуваме и колегата Михајло Видимлиски да се вклучи оттаму. Професор, ке видовме дека левица настапува самостојно на овие избори. Колку оваа партија може да земе од оние гласачи кои би гласале за опозицијската СДСМ, колку може да присвои од нивните гласови? Да, Левица е нова партија која што е формирана на политичката сцена во Македонија и како нова партија не верувам дека нешто сериозно ќе ги помати сметките во делот на освојување на не знам колкав број на гласови, но можно е да се очекува би рекла земање на поголем дел од гласачкото тело кој што традиционално гласа за Социјалдемократскиот сојуз, но кое што во моментот е разочарано од би рекла начинот на кој што ја практикува политиката оваа партија, можно е како најсродна, идеолошки блиска и така натаму да биде примамлива за тој дел од електоратот, но ништо сериозно не може да ги поремети сметките во делот на центар и десно ориентираните политички партии, посебно не во делот на коалицијата ВМРО ДПМН заедно со својата коалиција. Така што мислам дека како нова политичка партија тие допрва треба да се докажуваат на терен, бидејќи политичка партија да се формира можеби не е многу тешко, бидејќи потребни се само 1000 граѓани да бидат основачи, да имаш програма, статут и така натаму, но политичката партија не е само хартија. Политичката партија е многу голем ангажман на терен, ангажман да се привлече членство, да се привлечат луѓе кои што би гласале за тебе, понуда атрактивна програма смислена која што е пред се она носечкиот елемент во секоја изборна кампања, така што не очекувам некој сериозен успех на левицата, но можно е да се преземат или да се приклонат кон оваа политичка партија одредени незадоволници од левиот блок на политички партии, посебно од Социјалдемократскиот сојуз. Ја начнавме темата за двојазичноста, би сакала околу тоа да прокоментираме малце, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз во неколку наврати го повторува тоа како идеја на партијата, дека планира да дури да го смени уставот и да воведе двојазичност на целата територија на Македонија. Несогласување има граѓаните, голем дел од граѓаните, особено во оние градови каде што живеат само македонци, не се согласуваат со оваа идеја и прашуваат како е возможно во неговата родна Струмица, каде што нема албанци, да се воведе двојазичност. Колку пак заев со ваквите најави може да им ги помати сметките на албанските партии со оглед на тоа што опозицијскиот лидер влегува во битка и со Демократската унија за интеграција и со партијата на Тачи, па и со Беса? За оваа работа интересно е што господинот Зоран Заев досега во ниту една своја изјава, ги пратам сите негови изјави, сите негови настапувања, не кажа дека промената на уставот е дел од изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз и од коалицијата која што е заедно со СДСМ. Во ниту еден момент тој нема кажано дека за оваа работа има согласност или изим од партиските тела. Јас барем не успеав да фатам таков момент, каде што тој ќе каже дека да, двојазичноста и се она што јас го нудам како идеја е прифатено од политичката партија за која што стојам и која што ја раководам. И е многу интересно дека не можам да видам еден осмислен концепт, значи напишан на хартија, каде што ќе се разработат во детали сите аспекти на оваа идеја која што кружи и која што тој ја пласира во јавноста. Значи се добива впечаток дека Зоран Заев оваа идеја
ја испласира на еден многу интересен начин, така ноншалантно како што тој си знае, и потоа бидејќи нема враќање назад, нели, почнува да си ја надградува. Секоја изјава дадена во медиумите, гледате како си ја надградува, си ја филува, си добива едни нели нова политичка свежина и така натаму, без да се види една конзистентност во неговата мисла и во она што тој има намера да го прави. Освен она што го повторува дека сега му е мајката, да промениме многу работи во државата, може да се забележат и одредени нијанси во неговата изјава. Од самиот почеток до крај, ако внимателно се следи човекот. Сега, секој политичар има право да кажува идеи. Нели? Секој политичар, впрочем, и настапува на политичката сцена пред граѓаните со своји идеи, со своји предлози. Тука е легитимно. Ако тој размислува дека така нели државата според неговите видувања ќе оди напред и така натаму, легитимно е тој да го стави тоа на маса и да го каже, да го соопшти пред јавност. Но бидејќи сме сега во предизборен период, добро би било тој, заедно со неговото раководство, кое што го поддржува веројатно за оваа идеја, да седнат и да го стават тоа на хартија како дел од нивната изборна програма, со која што ќе се промовираат СДСМ и коалицијата пред граѓаните. Ако граѓаните дадат согласност на избори, дека тоа е во ред за нив, во тој случај треба да се, нели, да се размисли, треба да се отвори, треба да се разговара и така натаму. Но, ако граѓаните ја отфрлат таа идеја, мислам дека би било политички авантуризам постојано да го зборуваш тоа како твој политички трик или како твој начин на надминување на сопствената политичка криза во која што се наоѓаш. Значи, ако СДСМ е сериозна во оваа работа, околу промената на Уставот, но евентуално слушнав дека тие имаат идеја и да направат и нов устав, добро е тоа пред избори сега да им го соопштат на граѓаните до детали, затоа што менување на устав или целосно носење на нов устав не е играчки за мали деца. Тоа се работи кои што треба на граѓаните да им се објаснат до детали. И добро е сега во текот на изборната кампања, ќе имаат многу време, ќе можат да го представат својот концепт. Во спротивност, ако не го понудат тој концепт на граѓаните, повторно ќе се види политичкото пазарење кое што Зоран Заев го има на крајот на денот во целава оваа идеја, дека уствари тој сака да си направи терен за сопствени политички калкулации, да се собере што е можно поголем број на политички поени на сопствено политичко конто, со цел тој да си ја задржи лидерската позиција или евентуално да ја подобри позицијата на својата партија и ништо повеќе од тоа. Значи, предизборно со вакви политички, ја би рекла дури налудничави идеи, да излезете без никој да ве тера, без никој да ви наметнува такво темпо, туку вие сами да си како зајак да трчате по некои работи, и навистина за мене не само несериозно, туку е надвор од умот. Значи, ако Зоран Заев мисли дека тој концепт е добар за државата, тогаш повторно ќе кажам, нека го обмисли како концепт, но и како конкретен предлог, нека го стави на изборна агенда и да видиме дали граѓаните тоа ќе го прифатат. Се друго по мене е навистина политички пазар и еден опесен политички вокабулар на купи-продај, на шверц-комерц политика. СДСМ секојдневно промовира дел од така наречениот план за подобар живот. Денеска излегува со еден сегмент, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев одржа тематска пресконференција на која презентираше сегментот тоа и најави генерален реизбор на судиите и воведување на нови критериуми за избор на суди. Вие сте професор по уставно право. Како го коментирате ова и како наидува оваа идеја ЕВК и правната фела? Значи, СДСМ најмалку има право во државата да зборува за реформа на судството. Најмалку. Дури мислам дека и левица
како ново формирана партија, има многу поголем кредибилитет пред граѓаните да зборува за некакви реформи, за некаков реизбор и така натаму, отколку СДСМ. Зарем ова не е легитимно кога СДСМ тврди дека Па ние сме доволно судството е стари, партизирано? или можеби доволно возрастни да паметиме што се случуваше пред 16, 17, 18 години, 97, 96, кога пратеници во собрание ги бира судиите во Република Македонија, кога се правеше политички пазар за тоа кој ќе биде судија, дали тој е подобен на Бранко Црвенковски, дали му се допаѓа, дали му игра по неговите ноти или не. Па ние, може би младите не се сеќаваат, но ние се сеќаваме до кое дереđe го доведе социјалдемократскиот сојуз судскиот систем. Тоа беше катастрофа. Ја не зборам дека луѓето, персоналниот избор бил катастрофа, но начинот на кој што се наметнуваа политички решенија за нешто што треба да биде независно и самостојно, тоа беше катастрофа. Кога сето тоа се трна настрана и кога ВМРО ДПМН навистина влезе во една сериозна реформа на судскиот и на правосудниот систем во глобала, затоа што не се променија само критериумите за избор на судии, туку и за избор на јавни обвинители, за избор на извршители, нотари, адвокати и така натаму. Значи, сега вие да враќате назад и да правите повторен реизбор на генерален реизбор на судии Што и да значи повторно тоа? да го отворате прашањето на критериумите. За кои критериуми зборува господин Озаев? Сите можни критериуми кои што се однесуваат на правосудниот систем се имплементирани, европски зборувам, се имплементирани во правосудниот систем на Република Македонија. Тврдам одговорно дека секоја добра практика која што е поврзана со судската фела, но и со јавно обвинителската фела и со сите останати делови сегменти на правосудниот систем се веќе имплементирани. Што ново, кој критериум нов тој ќе го стави во системот? Нека каже за која држава зборува тој. Кога европските стандарди се внесени, за која европска држава тој зборува? Неколку држави. За кој? Мислам, навистина се чудам. Па таму нели имаат советници? Нели имаат луѓе што ги следат правосудните работи? Сакајки да добие политички поени на некое друго место, во некоја амбасада, тој прави катастрофални грешки во етикетирање на луѓе. Значи, за него сите судии кои што се избрани во времето на ВМРО ДПМН, а ВМРО ДПМН не ги избира судиите. Судиите се избираат од Судскиот совет на Република Македонија. Судскиот совет на Република Македонија во мнозинство по членовите на советот се судии. Значи 8 судии према 7 луѓе кои што се можеби на некој начин политички, но мнозинството е од редот на судиите. Значи самата фела си ги избира и членовите на Судскиот совет, но и своите колеги. И сега не знам, тука не можам да разберам за какви критериуми. Ја воведовме Академијата за обука на кандидати за суди и јавни обвинители. Се работи за исклучително добра и со европско знаменце и со европска, би рекла, прогја орган и тело кое што е формирано во државата со цел да едуцира нови кандидати на суди и на јавни обвинители со исклучително високи критериуми. Па самиот СДСМ се ги критикуваше тие критериуми дека се превисоки, дека се бараат многу големи просеци и така натаму и дека се бара одлично познавање на англиски јазик. СДСМ беше таа што ги критикуваше тие критериуми. Значи, навистина добро е да не само тематска конференција, него ајде да отвориме дебата на тема независно судство и самостојно судство. Бидејќи најмалку тежина има зборот на Заев и на СДСМ во делот на реформите на судскиот систем, бидејќи ние сите знаеме што се остави како негатива, како негативен баласт СДСМ кога беше во можност да ги избира судиите и да го креира судскиот систем во државата. Па ние се сеќаваме на многу ликови, мрачни ликови во судскиот систем, кои буквално не се осврнаа на ниту една криминална приватизација во Република Македонија, вклучително и јавни обвинители. Токму од времето на СДСМ не се осврнаа на ниту еден предмет
кога зборувавме, кога илјадници граѓани беа засегнати со штедните влогови на ТАТ. Ниеден судија, односно јавен обвинител од тоа време нели златно време на СДСМ не ги отвори докрај, не ги реши докрај сите тие трагедии кои што се случуваа со македонските граѓани. И да не отворам редица други примери каде што се виде на дело професионалност и независност. А професорке, какви реформи бара Брисел? Какви реформи во судството бара Брисел од Македонија? Тоа е во нотирано во извеште. Такви се направија во Република Македонија. Ние немаме унифицирани модели. Еден модел за сите држави. Секоја држава си има нели свои специфики, си има свои, би рекла, и внатрешни карактеристики кои што мора да ги усогласиш со судскиот систем и со новитетите кои што ги воведуваш. Но да се зборува дека во Македонија нема европски критериуми за избор на судии, за работа на судството, навистина треба или да си паднат од Марс, или едноставно да манипулираш, политички да манипулираш со граѓаните со цел да освоиш некаков поен плюс. Таа работа или тој пристап на ЗАЕФ и на СДСМ, особено на ова раководство, кој што го имаат, да се оцрни се во државата, со цел они да ќарат, тие да бидат главните победници, не е добра стратегија, не е добра работа за никого во државата, затоа што лепејќи ги негативните работи на сопствената држава и кодошејќи по европски институции дека нашата држава не ја бива, дека нашата држава нема критериуми, дека нема стандарди, така натаму, а всушност поинаку е грдото лице на Македонија, односно грдото лице на неколку македонци кои сакаат да го представат македонскиот систем како најлош, како најнеквалитетен, со цел тие да доминираат во државата и тие да бидат победниците. Го споменавме Брисел, извештајот очекуван беше за сите тоа што го порача Брисел, очекувана беше условена 8 поред препорака за почеток на преговорите, условена овој пат со одржување на кредибилни избори на 11 декември. Ќе го испорачаме ли ние она што го бара Брисел од нас? За испорачување дефинитивно да. Ја мислам дека институциите се тие кои што се проевропски, кои сакаат партнерски однос со Европска унија и со НАТО, и верувам дека до детали ќе биде исполнет акциониот план кој што е усвоен во владата и по однос на сите забелешки ќе биде реагирано и ќе биде постапено. Тоа е неспорно и сигурна сум дека така и во таа насока се движи, би рекла, владината политика во однос на постапување по забелешките. Но она што мене ме загрижува е тоа што често пати европските бюрократи не се доволно запознаени со тоа што вистински се случува во државата, затоа што имаат се едни исти брифери. Тоа се едни исти граѓански активисти, цивилен сектор, политички личности, кои што и се познати на јавноста дека се проевропски, вклучувајќи и Радмила Шекеринска, која постојано ги брифира едното исто. Постојано се на едната страна на, би рекла, медалјата. Но вистината има секогаш две страни. Медалјата има секогаш две страни. Не можете вие постојано преку плукање на сопствената држава да собирате само за себе политички поени, политички трофеи. Па на која држава ќе бидат тие политичари утре? За која влада тие ќе зборуваат утре ако немаат сопствена држава? Значи, тој политички пристап на негирање, на плукање на се што е можно во државата не може да биде позитивен за нас, не може да биде добар за нас. И затоа мора раководството на СДСМ и граѓанските активисти малку да си стават прст на глава и да кажат: чекај бе, не е белким се во оваа држава толку негативно и толку лошо како што ние го припишуваме. Не е белким ќе најдеме една позитивна работа во целиот овој систем, нели? Не е се така црно како што ние сакаме да го представиме. И гледајте што се случува. Значи, со тие брифинзи кои што они ги имаат со европските бюрократи, кои што доаѓаат нормално тука на некој ден, имаат своја испостава во делегацијата на ЕУ, но главните материјали ги примаат од нашите луѓе, од нашите брифери, доаѓаат тука, добиваат такви информации и пишуваат такви извештаи. Нормално е да се очекува. Но мене ме чуди зошто малку не се промени бриферската страна.
Зошто еве мене како професор никој не ме прашал од таа силна европска бирократија, што јас мислам за судскиот систем во Република Македонија? Што јас метам за правосудниот систем? Што јас мислам за уставот на државата? Што јас мислам за политичкиот систем на државата и за политичките институции? Мене никој не ми се обратил да ме праша. Секогаш луѓе кои што се главни брифери на Брисел се знаат кои се. NGO-то кое што е финансирано од Сорос, од USAID проектите, од европските проекти, но никогаш оние кои што не се дел од тие проекти. И сега се поставува прашање, дали се само тие најдобрите, најквалитетните луѓе? И тие се тие кои што треба да се меродавни и да ја цена државата, состојбата на државата во целина и такви извештаи да праќаме, покажувајќи го само грдото лице на Македонија? Не. Македонија нема грдо лице. Македонија нема ни грди македонци. Македонија има само грда опозиција, посебно представена преку тој дел од Социјалдемократскиот сојуз, не сакам да ги ставам сите на едно купче, кое што сака само преку оцрнување на македонската власт и на македонската држава да ќари политички поен. Ја пак ќе кажам, на крајот, за која држава и за кои институции тие се залагаат да дојдат и да бидат владеачи, односно да бидат креатори на политиките? Пред малку, професор, ке добив информација од колегата Михајло Видимлиски дека Демократската унија за интеграција ги достоите кандидатски листи. Очекувам вклучување. Режија ќе ве замолам доколку може да го контактирате колегата Михајло Видимлиски да го вклучиме со последните информации од Државната изборна комисија. Во меѓувреме би сакала да ги прокоментираме оние кадри на Демократската унија за интеграција, се најдоа и познати имиња, но и помалку познати на овие листи. По она што се мои сознанија, значи ја не ги имам видено сите кандидати, но она што е мои сознанија, би рекла, општи, е дека Демократската унија за интеграција ќе оди со млад, освежен кадар, но секако дека ќе ги задржи оние клучни луѓе кои што се најлојални соработници до лидерот на ДУИ. Ќе видиме, треба да навистина да официјално да почекаме да ги видиме листите за да можеме било што понатака да коментираме. Јас само знам дека секогаш е добро кога се внесува и свежина, но кога во најголем дел се задржуваат оние кадри кои успешно ја воделе и политиката во интерес на партијата, но и во интерес на државата. Демократската унија за интеграција како коалиционен партнер на ВМРО ДПМН би требало да внимава на тоа со кои кадри ќе излезе, затоа што тоа е многу важно ако се повторно дел од владиниот состав, ако се повторно постизборно коалицираат со ВМРО ДПМН, нормално е важно да видиме и каков професионален бекграунд ќе има тие кандидати кои што ќе бидат исфрлени како најзвучни или први имиња на ДУИ во пратеничкиот состав. Под предпоставка доколку се помине добро на 11 декември, барем и очекувањата се такви дека Македонија ќе го испорачи она што го очекува Брисел, дека институциите се подготвени, дека може да се спроведат фер, демократски и кредибилни избори, како што нели сега популарно се нарекуваат, што можеме да очекуваме после 11 декември, дали можеме да видиме некакви слични сценарија кои очекувате да ја формира идната влада? Што по 11 декември? Ако ме прашувате за делот на електоратот, за тоа како ќе гласаат граѓаните, нормално секој граѓанин си има право на глас и си има право да се одлучи политички да се определи за тоа кој политички субјект му ја носи најголемата стабилност и најголемата известност, би рекла, во Република Македонија. Тука нормално можни се одредени сугестии во насока на тоа да се гласа за една или за друга политичка партија, но на крајот сите ние сме сами позади параванот со нашето пенкало и со гласачкото ливче да одлучиме за нашата политичка иднина. Мене ме плашат само овие, би рекла, револуционерни синдроми кои ги зафатија, гледаме балканските земји, но еве видовме и во Соединените американски држави. Тие се уште многу силни и се уште многу гневни на она што представува победа
на обичниот граѓанин и победа на вистинскиот демократски човек, а не на онаа креатура на човек кое што тие ни представуваат како иднината на светот и иднината на човештвото. Јас верувам дека македонските граѓани не само што се доволно свесни, туку се и мудри да проценат, да одлучат и да организираме мирни избори во таа смисла. Граѓанството кога ќе излезе да гласа, да биде се мирно. Да нема провокации од самите граѓани кои што се упатуваат кон гласање. Но не исклучува можноста и од разни сценарија на подбуцнувачи, на луѓе кои што се инфилтрирани на гласачките места да направат одредени проблеми. И тоа е она што посебно мислам дека политичките партии мора да воспостават консензус, а тоа е да полицијата работи најпрофесионално што може на денот на изборите и посебно во тие, да кажем, моменти на броење на гласови, но и на 12 декември, кога нели треба да се сумираат, би рекла, барем неофицијалните резултати. Полицијата сега треба да биде ставена на тест, колку на вистина е професионална и колку на вистина ќе може да се справи со сите негативни сценарија кои ни се предпоставувани, можеби заради искуството кое што го имаме во минатото, но и заради одредени сигнали кои што ни доаѓаат од сите страни. Ние гледаме дека се уште многу терористи се активни и живи во Република Македонија и делуваат. Тие, доколку се соодветно платени и инструирани, нема да седат мирно на денот на изборите. Значи, многу е важно сега, без разлика, дали Социјалдемократскиот сојуз мисли или смета дека треба да биде изборен победник, или ВМРО-ДПМНЕ смета дека треба да биде изборен победник, или било која друга политичка гарнитура. Многу е важно во овој момент да се тргнат негативните политички страсти и да се обезбеди државата на вистина, на мирен и професионален и демократски начин да си го оствари ова најголемо, најдемократско право, односно сите ние како граѓани да си го оствариме своето демократско право да гласаме. Ако се биде во ред со гласањето, на крајот, сумирањето на изборните резултати по мене апсолутно нема никаква, би рекла, дилема. Мислам дека мнозинството на граѓани ќе одлучат за ВМРО-ДПМНЕ. Онаа граница која што имаат поставено ВМРО-ДПМНЕ со освојување на максимум 63 пратеници, мислам дека е достижна. Посебно сега кога се гледа дека и од диаспората може да се очекуваат 2 до 3 мандати, да видиме. Така што мислам дека и покрај тоа што голем дел од граѓаните велат дека тоа е висока граница, мислам дека не е висока, туку е дека е оптимална и дека е достижна, затоа што треба да се почувствува оној историски момент, како што кажав, дека граѓаните на овие избори не гласаат за ВМРО-ДПМН или за СДСМ, туку гласаат за единствена, унитарна Република Македонија, која што ќе биде и понатака кој што ќе продолжи политички да делува во рамките на постојните политички институции, во рамките на постојниот уставен поредок. Бидејќи гледаме дека има опасности во таа смисла да едноставно све се редефинира во државата, се ставаат нагазни мини на сите главни столбови на македонската држава, се отвора прашањето или се отвора Пандорината кутија за двојазичноста, утре може ќе се отвори Пандорината кутија и за федерализација, за создавање на менување на личниот опис на државата, кој знае задутре може и турското етничко малцинство ќе побара во Република Македонија официјализирање на турскиот јазик и така натаму, и тоа до бесвест. Значи, да се спречи таа Пандорина кутија, да се затвори, би рекла, еднаш за секогаш, со цел граѓаните на Република Македонија да бидат тие кои што ќе бидат вистински суверени граѓани да одлучат за она што представува нивна желба, во каква држава на вистина сакаат да живеат и да се остават на раат луѓето. Имам чувство дека во Македонија некои луѓе имаат премногу слободно време да
смислуваат конструкции, да смислуваат одредени разноразни сценарија кои би рекла дури не само што не се прифатливи од мнозинството граѓани, туку воопшто не се ни третирани, не се ни размислувани од голем дел од граѓаните дека се можни. Наместо таа енергија да ја трошат на деструктивни идеи, деструктивни планови, добро е да се фокусираат на позитивните работи. Например, да смислат што добро можам ја да направам за мојата држава. Што позитивно можам да понудам на сите македонски граѓани да се чувствуваат подобро. Дали можам да донесам една странска инвестиција во мојата земја? Дали можам да отворам собствен бизнис во државата со цел да го напредам GDP-то на Македонија? Дали можам да направам мрежа на бизнисмени, ако сум во бизнисот, со кој што ќе можам да направам нова приказна во Република Македонија, нов ланец на компании, така на предпријатија, на друштва и така натаму, кои ќе може да произведат македонски производи за македонските граѓани. За жал, наместо позитивна енергија, гледаме многу деструкција и многу лоши идеи кои што им се вртат во главите, кои не се, би рекла, за мир, воспоставување на мир во државата, туку едноставно за создавање постојано на некакви тензии, на некакви меѓуетнички најави за конфликти. Зошто? Затоа што само во услови на криза некој знае да делува и да биде главен на политичката сцена. Така, уште 20 минути, односно точно уште 12 минути до истекувањето на рокот за поднесување на кандидатски листи. Колегата Михајло Видимлиски во Државната изборна комисија, режија, доколку го имаме Михајло на линија, предлагам тука да го вклучиме. Михајло, така, Демократската унија за интеграција ги достави своите листи, дадоа изјава, што велат тие, дали ВМРО-ДПМН и можеби пристигнаа таму да ги достават тие своите листи, секако ние објавивме информација кои се носители од оваа политичка партија. Бојана, што туку во Државната изборна комисија пристигнаа представници од владеачката ВМРО-ДПМН, Илија Димовски ги доставуваат листите со кандидати за пратеници. Има неофицијални информации во однос на тоа кој во која изборна единица е, дали Груевски и Заевки ги одмерат силите во 4-та изборна единица. Ќе видиме нешто подоцна. Пред малку изјава исто така дадоа представници на ДУИ и тие се убедени во изборна победа. Можеме во меѓувреме да ја слушнеме нивната изјава доколку е подготвена. Како што и видовте, сега пред малку сме ги доставиле листата на кандидати за пратеници од партијата ДУИ о сите изборни единици, во 7-те изборни единици. Листите на кандидати за пратеници се составени после широки консултации со сите надлежни тела, партиски тела, вклучувајќи ја тука и Централното претседателство на ДУИ. Како и секогаш, очекуваме листата на ДУИ да е апсолутен победник во албанскиот политички блок. Слушаме, може ли едно мало подсетување колку партии денеска доставија своји листи до Државната изборна комисија и кој се даде изјава? Така е, Бојана, до сега 13 партии доставија своји листи до Државната изборна комисија. Предходно тоа го сторија и СДСМ, ДПА, Коалицијата за промени и правда, Левица, Либералната партија, имавме дел од нив. Дадоа исто така изјава за медиумите, можеме во продолжение да погледнеме од изјавите кои што ги дадоа СДСМ и Левица. Левица, согласно своите можности и проценки, стратегиски оди во 5 изборни единици. Во првата изборна единица носител е Димитар Апасиев, универзитетски професор по право и долгогодишен активист за социјална правда. Во втората носител е доцент доктор Трајче Стојанов, универзитетски професор и еден од највлијателните колумнисти. Третата изборна единица ја предводи жена Марија Џонс, една од најактивните активистки на протестите за хонорарците и на серија други протести изминативе години. Четвртата изборна единица ја предводи Митко Николов, еден истакнат еколошки активист, бидејќи зелената
Заштитата на животната средина е високо на нашата агенда и во 5-та изборна единица носител е доктор Здравко Савески, доктор по политички науки, синдикалец и долгогодишен активист за работнички права. Во овој момент во Државната изборна комисија ги носиме листите на кандидати за пратеници на коалицијата предводена од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е листа на кандидати, која што е победничка листа на кандидати. Тоа е листа на кандидати која што е усогласена со граѓаните на Република Македонија. Тоа е листа на кандидати која што е одобрена од највисоките партиски тела на коалицијата. Листите, согласно законскиот рок, определен во изборниот законник, ги носиме благовремено. Доцна сметаме кога би ги носеле после законски определениот рок. Апсолутно немаме никакви проблеми, ниту од страна на оверувањето од страна на судовите. Благодарност до судовите затоа што излегува во пресет и со целиот свој тим, да речеме, подпомогнаа да сите тие уверенија што беа неопходни за да се комплетираат документите ни ги издадува. Овие се првите избори на Движењето Беса кои ќе се надпреваруваат во парламентарните предвремени избори. Ова представува голема одговорност за нас како Беса, за граѓаните на Република Македонија. Ние ќе се надпреваруваме во 4 изборни единици, во првата, втората, 5-та и 6-та изборна единица. Представители на изборните единици ќе бидат Зетира Ибрахими на првата изборна единица, Африм Гаши на втората изборна единица, Арбен Лабуништи на 5-та изборна единица и председателот на Движењето Беса Билјал Касами на 6-та изборна единица. Михајло, ги слушнавме изјавите од представниците на политичките партии кои денеска ги доставија листите до Државната изборна комисија. Наполно ќе стекува рокот и за пријавување на диаспората за гласање на овие предстојни предвремени парламентарни избори. Дали има некоја промена во бројките? Бојана, според последните информации што ги имавме од Државната изборна комисија, околу 20.000 гласачи од диаспората се пријавиле. Еве во овој момент изјава за медиумите ќе даде Илија Димовски од ВМРО ДПМН околу поднесувањето на листите. Добро вечер на сите. Пред малку треба почекаме? Ајде. Добро вечер уште еднаш. Пред малку ги поднесовме листите на ВМРО ДПМН за сите 7 изборни единици, 6 во Република Македонија и една листа за македонската диаспора. Листите пред малку беа утврдени на седница на Централниот комитет на ВМРО ДПМН во позитивна атмосфера со акламација. Листите се составени од лица кои што уживаат висока доверба во средините каде што живеат и од каде што доаѓаат. Носители на листите се во изборна единица број 1 господинот Никола Поповски, во изборна единица број 2 господинот Никола Тодоров, во изборна единица број 3 носител сум јас, во изборна единица број 4 носител е председателот на партијата господинот Никола Груевски, во изборна единица број 5 носител е господинот Антонио Милошовски, во изборна единица број 6 носител на листа е господинот Владимир Ѓорчев и во изборна единица број 7 носител на листа е господинот Рамазан Мифтаровски од Венеција, инаку по потекло од Могорче Дебарско. Овие листи се листи со кои што ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе освои 63 пратеници. Составивме најголема коалиција воопшто која што постоела во политичката плурална историја на Република Македонија од 25 партии. Повторувам, листите се составени од лица кои што уживаат огромна поддршка од средините од кои што доаѓаат. Има ли изненадување на листите, господин Димовски, дали на нив се наоѓаат лица осомничени од сега? Листите ќе ги видите за скоро, веројатно Државната изборна комисија ќе ги објави. Не би сакал да одвојувам имиња, ви ги кажав носителите на листи, мислам дека ќе бидат пријатно изненадување за сите граѓани на Република Македонија и ќе ја добиеме поддршката од граѓаните. Зошто имаше толкова тајност пред објавувањето на листите? Зошто чекавте до последен момент? Видете,
ВМРО ДПМН долго време работи на составување на листи во внатрешно партиска процедура во која што беа уклучени сите коалициони партнери, 25 на број, беа уклучени општинските комитети и конечно денеска извршниот комитет и централниот комитет. Ние сме многу задоволни со фактот дека листите добија акламативна поддршка од сите структури на партијата и од сите 25 коалициони партнери. Зошто господин Груевски не е во традиционалната единица? Па мислам дека имаше добро објаснување веќе објавено на Facebook профилот на председателот Груевски, не би имал што повеќе да додадам во врска со тоа. Носителот од СДСМ обвини дека избегал поради порез? Па мислам дека најсоодветно е, после сето она што го видовме, конечно граѓаните директно во четвртата изборна единица да одлучат најдиректно, сите ќе одлучуваат, но таму најдиректно ќе одлучат кој треба да ја раководи и да ја води Република Македонија и кој треба да биде премиер на оваа држава, дали господинот Груевски или господинот Заев. После сите напади на политиките кои што ги водевме, после сите лаги и манипулации, цениме дека оваа одлука на ВМРО ДПМН, господинот Груевски да ја води единицата во четворка е најсоодветно. До сега природно беше во првата изборна единица да се соочуваат лидерите, но господинот Заев е тој кој што избега од соочување, а денеска мислам дека повеќе нема каде да бега. Ако нема повеќе прашања, благодарам. Михајло, доколку се слушаме, уште неколку минути до истекувањето на рокот за поднесување на кандидатски листи, дали тука ја заокружуваме вечерта, односно дали само 13 партии поднесува своји кандидатски листи за овие предвремени парламентарни избори? Премалку добив информација дека и Јанко Бачев од Народното движење за Македонија е пристигнат овде во Државната изборна комисија и тој ќе ја достави својата листа со кандидати за пратеници, со што ќе се заокружи и ова околу 14 чина, мислам, беа на точно колку што доставија своји листи со кандидати, како што можевме да слушнеме од изјавата на Илија Димовски, значи Груевски и Заев ќе ги одмерат силите во четвртата изборна единица. Во првата изборна единица од владеачката ВМРО ДПМН е Никола Поповски, Никола Тодоров е носител на втората изборна единица, Илија Димовски на третата изборна единица, Никола Груевски, председателот на партијата, е во четвртата изборна единица, во петата е Антонио Милошовски и Владко Ѓорчев е во петата изборна единица. Истекува рокот, како што кажавме, уште неколку минути останува. Споменав, Јанко Бачев е овде да ја достави својата кандидатска листа. Само да споменам, останува уште од она што околу роковите 48 часа Државната изборна комисија ќе треба да утврди дали има одредени нерегуларности во однос на овие листи со кандидати, кои што ќе им ги врати, доколку утврди дека ги има, ќе им ги врати на партиите да ги исправат овие нерегуларности. Тоа за сега би било се овде од Државната изборна комисија. Така, Михајло, само уште едно кратко прашање. Кога може да очекуваме да ги видиме овие листи, кога ќе ги објави Државната изборна комисија, за јавноста да има увид во сите кандидати кои се предложени за пратеници? Целосните листи со кандидати Државната изборна комисија треба да ги објави на 16 ноември. Тогаш ќе се знаат сите имиња кои што се нашле на листите со кандидати, откако нели, како што споменав и претходно, ќе помине оној рок во кој што ќе треба да се утврди дали евентуално имала некоја неправилност во листата. Сепак од она што го имаме од изборниот календар на Државната изборна комисија, на 16 ноември јавно ќе бидат објавени сите имиња во листите со кандидати за пратеници. Михајло, ти благодарам за ова вклучување. Професорке, видовме и владеачката ВМРО ДПМН ги достави своите листи, во моментов Јанко Бачев ги доставува листите со кандидати за пратеници. Еден кус коментар. Добро е што има многу партиски листи, тоа значи дека овие избори ќе бидат навистина демократски, ќе бидат навистина компетитивни и јас се надевам на една висока политичка култура од страна на сите учесници во политичката и во изборната трка, бидејќи мислам дека нивото на политичка култура на овие избори мора да биде најголемо, затоа што сме под
нели постојана обсервација и мониторинг како од ОПСЕ наблюдувачите, меѓутоа и од парламентарното собрание на Советот на Европа и претпоставувам многу наши внатрешни наблюдувачи ќе бидат присутни, но е добро Република Македонија да ја заокружи оваа политичка криза со еден позитивен момент кој што ќе отвори нов моментум во развојот на државата и едноставно ќе ја заборавиме политичката криза, нема да ја заборавиме, туку ќе ја затвориме политичката криза и со овие избори ќе продолжиме по вистинскиот пат по кој што едноставно сите граѓани на Република Македонија го посакуваат, затоа што криза никој не посакува, никој нормален човек не посакува својата држава да ја втурнува во криза и да ја создава неволји и бели, затоа што на крајот на денот ние сме Македонија. Ако ние не знаеме да си ја сочуваме нашата држава и да си ја развиваме на вистински начин, тогаш навистина не знам од кого би можеле да очекуваме развој на нашата држава. Токму затоа мораме да бидеме многу внимателни и во своето постапување, и во својот вокабулар, во својата реторика, посебно реториката на политичките партии мора да биде внимателна, затоа што во ова време на нели темпирана бомба, кога буквално може од сите страни да имаме разноразни провокатори на изборите, не ни требаат уште и политичарите да долеваат масло на огинот и да направат уште поголем проблем. Мислам дека треба со ладни глави, со она што представува политичка понуда да се излезе пред граѓаните, да се добие доверба или да не се добие доверба, да се признае изборниот резултат на политичкиот победник и да се наоѓаат грешките во сопствениот двор. Не да се бараат грешките кај политичкиот противник, туку едноставно да се размисли зошто СДСМ не успева 10 години поред да освои ниту еден избор во Република Македонија, ниту на локално ниво, ниту на претседателско ниво, ниту на парламентарно ниво. Сега веќе имаме една појасна слика. Видовме кој се ќе се трка на овие предвремени парламентарни избори. Лидерите на двете најголеми политички партии во земјава ќе си ги одмерат силите во четвртата изборна единица. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски вели дека е време и тој и Заев да се соочат со народот. Уште доста време ќе се анализираат овие изборни листи, изборната кампања е пред нас, не очекува уште многу работа и вас експертите и нас новинарите. Секако, тоа ќе биде дефинитивно во фокусот на вниманието во периодот што следи барем до 11 декември. Професорке, часовникот во студиото покажува точно полноќ. Тука истекува рокот за пријавување на кандидатските листи. Подсетувам уште еднаш, досега 14 политички партии и коалиции ги доставија листите со кандидати за пратеници. Ви благодарам за вечерашното гостување, што и во овие доцни часови бевте дел од програмата на телевизија Нова. Ви благодарам и вам и секогаш стојам на располагање за интересите на Република Македонија и за интересите на македонските граѓани. Вам, почитувани гледачи, тука ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое не следевте. Подсетувам уште еднаш, истече рокот за пријавување на кандидатските листи од страна на коалициите и партиите, истече и рокот за пријавување на загласањето на диаспората. Тука го затварам ова отворено студио на телевизија Нова. Секако најавувам во утекот на утрешниот ден во информативните блокови многу анализи и за кандидатските листи и за носителите на листи. Пријатно и добра ноќ.